Поштовани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Вечерва морам да признам дека е ова прва и оригинална емисија после пар децении, бидејќи вако видна емисија до сега не сум направил кај мене и чувствуваме на блага и пријатна возбуда токму заради темата која ќе се разговара. Гостин вечерва во студиото е господинот Јован Јоновски. Добро вечер и добре дојдовте. Благодариме на поканата. Јас крајно неспремен влегов, иако се потрудивте да ме информирате и ви објаснив дека, бидејќи ова сосема нова тема, колку и да се спремам, ја не можам добро да се усмерам. Вие сте, еве да ги запознаеме, вечерва ќе збориме за хералдиката. Тоа е наука за символите. Наука за грбовите. Грбовите. Да. Гледате, има што да ме подучите. Повод е вечерва стартуваме, рековте дека 5 октомври, ја не знаев и ви благодарам, е ден на македонското знаме. Не е ден на македонското знаме, туку е усвоено знамето, значи точно пред 25 години. Пред 25 значи, години. го слави 25-тиот роден ден. Да. И ќе имаме и тема за знамето, символот, символите и така натаму. И ќе се навраќаме за символите, како и презентација на вашата книга, а тоа е книгата Сонцето и лавот како символи во хералдиката и вексилологијата на Македонија. Ќе ми објасните што значат сите овие прекрасни и стручни зборови. Прво малку за друштвото, што сте вие по професија, како функционира? Вака, јас можам да кажам дека Википедија најубаво ме објаснува. Вели физичар, историчар, теолог, кој што е најпознат по активностите во хералдика, вексилологија и фалеристика. И председател и хералд на Македонското грбословно друштво. Ето уште еден мој пропуст не отвори Википедија. Така. Но ова е јаде бурек. Да, Добро. значи тоа се трите науки и дисциплини што ги спомнавме, значи хералдиката е науката за грбот, вексилологијата е наука за знамињата и фалеристиката е наука за ордените. Значи ордени сватени и како витешки редови и ордени како фалери, односно значки кои што се дел од наградните системи. За друштвото? Друштвото се занимава со овие работи, исто така издаваме гласник 2 пати годишно, кој што е двојазичен, на македонски и на англиски. Имаме меѓународен уредувачки одбор и се обидуваме веќе 14 броја имаме во последните колку доаѓаат од 2003 е првиот број и се обидуваме да популаризираме хералдиката и сродниве науки, вексилологијата, фалеристиката, амблематика и уште неколку други што се сродни науки и дисциплини и како во Македонија, така и во светот. Значи тоа ни е главната активност, ни е популаризација на хералдиката и на македонското хералдичко и вексилолошко наследство тука кај нас и во светот. Тоа е речеме наједноставното кажано. Слободно бидете опширни во мојава емисија, има премногу време, слободно да се искажете. Кажете ми, наназад пред 2003, дали сме имале ние вакво некакво академско проучување или како друштво и така натаму, дали постои некоја катедра, дали постои факултет, дали постои нешто каде што ова може да се изучи и како човек се освичува? Хералдиката како помошна историска наука, заедно со уште еден куп други помошни историски науки, се присутни на Скопскиот универзитет уште од 70-тите години. Значи, Стјепан Антолјак е првиот кој што предава помошни историски науки. Значи, каде што хералдиката и вексилологијата се спомнати многу малце во едно семестрален испит, кој што содржи уште десетина други, како што се хронологија, дипломатика, сфрагистика и сите останали. Значи, тоа се дадени некои почетни знаења на студентите. Прво нешто што малце повеќе влегува во ова е Александар Матковски, познат по книгата Грбовите на Македонија, нели 70-та година е издадена и реиздадена 90-та година. И која што всушност го
поттикнува интересот за хералдиката во Македонија. Најголем дел од нашите членови, кои што се во Сдруженијето, кои ќе ги прашате зашто хералдиката, што тоа е книгата Грбовите на Македонија од Матковски. Затоа што е прва, нели, книга што се однесува до тоа. Понатаму веќе од 2003-2004 година почнува уште еден предмет кој што е на историја на уметноста, кој што се занимава со хералдика, не директно со хералдика, но приближно близко. И потоа уште имаше на Европскиот факултет, имаше еден или два семестри, одеше предмет хералдика инсигни. Тоа отприлика тоа продолжува предметот, нели, како едносеместрален, кој што Бован Петровски го држи сега на Институтот за историја на Филозофскиот факултет. Добро. Каде би почнале сега темава? Дали да одиме и за историјата, ни за историјата хералдиката, или да почнеме со вашата страна и да идеме со бројот 5, каде што рековте и на почетоков да ја фатиме првин темата за македонското знаме и символот, воопшто за символите, или... Па можеме да почнеме со македонските знамења од почетокот, да речеме, од она што ние го знаеме. Обично, говорите. Нели, кога зборуваме за македонско знаме, првото знаме кое што ние го среќаваме е на Разловечкото востание од 1876 година. Тоа е како прво знаме на кое што пишува Македонија. Тоа е, нели, црвено знаме на кое што во средината има жолта квадрат и во него повторно се наоѓа црвен лав. Тоа може да се навратиме после во хералдиката ако одиме. Тоа е како прво Можем и да го прогуглам, ќе го Да. најдам. Знаме на Разловечкото. Да, слободно говорете. Да, тоа е како најстаро артефакт, нели, што го имаме. Понатаму, прво знаме како предлог на Македонија, значи не на востание, не на востаниска чета, не зборуваме за Илинденските, еве го, тоа е тоа. Првото знаме, всушност, како предлог за знаме на Македонија е од колонија, македонската колонија во Петербург. Дмитриевич Чуповски и други, 1914 година, даваат предлог за знаме на Македонија. Можете и тоа да го изгуглате, да го видат. Добро, како ми препорачувате? Значи, знаме на Петроградската колонија. Говорете. Говорете слободно. Значи, тоа се... Еве го. Тоа е ова? Тоа е тоа, да. Значи, ова е прв како незваничен предлог за знаме на единствена обединета Македонија, за која што... Која година е ова? 914. 914. Да, така. да. Рековте, со знамињата започнуваме од Разловечкото востание. Да. Не одиме поназад или немаме никакви податоци за измината? Имаме податоци, но тоа се податоци кои што се како запишани во документи. Значи, зборуваме, ова е првото вистинско, реално знаме кое што можеме да го видиме, да го фатиме. Така. За ова знаме, повелете, зошто е еднорог? Ќе го објасниме знамето малку? Ќе го објасниме. Значи, идејата всушност првична дека тоа не е еднорог, туку треба да е букефал. Познатиот коњ на Александар Македонски. Зашто е тука еднорог, не би можел да знам. Еднорог е митско суштество, како нешто... знаете како го разбрав, само што го погледнав, бидејќи ја не сум. Едноставно како... еднорогот е символ кон нешто чисто што тешко се остварува. Значи, нешто по што тежнееш, по што копнееш. Обично така сум го сретнувал еднорогот како символ во филмови и на други места, па така и помислев. Добро, повелете вие да искажете. Значи, оригиналната идеја на создавачите на знамето е да се направи некоја поврзаност со Александар Македонски, ликот и делото на Александар Македонски. И додека вториот символ е символот на сонцето, кој што се наоѓа тука во состојба на изгрев. И ние веќе од тој дел, односно едно од илинденските знамиња
веќе почнува со сонце. Што пишува, се извинува? Една независима Македонија. Едина независима Македонија. Едина независива Македонија. Да. Ова е реконструкција, фонтот не е таков оригиналот, но тоа е знамето. Така. Тоа е знамето. Значи, да повториме, ова е 1914 година и го создаваат како предлог за Македонија. За една независна Македонија. А го создаваат кои? Значи во Петроградската колонија. Во Петроградската колонија, тоа се студенти, значи Димитрije Чуповски и останатите. Така. Кои што го создаваат македонското, и од тука веќе почнува сонцето да се јавува како символ на знамето. Еве го, ова исечокот всушност од македонски глас. Вака изгледа оригиналното знаме. Интересно. Да. Да им прикажаме, бидејќи сепак е ова стручно, да бидеме еве и прецизни. Благодарам за експликацијата. Одиме понатаму. Каде би требало сега 903-та да идеме? Значи 903-та имаме низа на илинденски знамиња. Немаме знаме на илинденското востание, на целото востание, туку зборуваме за четите. Односно, како илинденско знаме се подразбира целосно црвено знаме. Без надпис. Значи, само црвено знаме. Има неколку извештаи кои што се од странски дописници, кои што спомнуваат дека во Крушево се вее само црвено знаме. Значи, ние имаме неколку востанички знамиња, кои што може да се поделат по својата конструкција на неколку делови. Едната спаѓаат оние кои што имаат текст со религиозни карактеристики. Како ова? Не, ова е датум. Ова е 29-ти? Не ми е познато мене ова. Не ми е познато во ова. Википедија ова. Да, ама не го знам. Значи, каде што има текст кој што е Боже пази или нешто така, со од религиозна тематика. Добро. Другиот дел се и со крст, да речеме, нели, тоа се од едната карактеристика. Другите знамиња се знамиња каде што се наоѓа лавот, кој што е во хералдичка поза, како што е, например, знамето на Загоричани. Еве го ова тука. Тоа спаѓа втората категорија на знамиња. Исто е реконструкција, но во основа е ово едно исто знамето од Загоричани. Третата карактеристика се знамиња кои што имаат лав, но во зооморфен изглед. Може да вратите назад, евентуално, како што е жената со знаме и има лав покрај неа. Било кое, стручкото, охридското знаме, се од истиот од овој тип на знамиња. И имаме уште две знамиња од илинденските знамиња кои што отстапуваат од тој дел како што се останатите. Ова овдека е знамето на Крушовската чета. Може и тоа. Ова? Да. Ама се прецртано, реконструирано. Добро, оригиналот не е зачуван во секој случај, тоа се повторно направени реконструкции. Ова е знаме поинакво од сите други илинденски знамиња. Затоа што имаме гранче и имаме две раце со факел. Ова веќе се социјалистички знамиња. Значи, ова веќе доаѓа таа иконографија. Да. Значи, во тоа време да се биде социјалист било модерно и поголемиот дел од револуционерите биле социјалисти, барем во дел од своите идеи, како една напреден дел. И еве Крушевската чета го имаме ова сосема поинако, значи нема религиозни знамиња, нема девојки со лавови, со сите, туку има еден вака доста социјалистички аспект. И третото знаме, кое што нам ќе ни биде интересно, е на Кумановската. Ова е тука, ама ова ни е аверсот. Со девојката. Навака, десно. Ете тоа. Ова е аверсот. Знамињата имали две страни? Да. Аха, тоа како црковните знамиња што се... Да, како што е хоругвата, значи традиционално знамињата биле со две страни, некогаш биле исти, најчесто не биле исти. Иако ние имаме знамиња кои што имаат само една страна. Така.
Да, нам не е познато дека знамето од каде да го гледаш исто, но знамињата, еве, вие велите дека... Да, да, значи традиционалните знамења има две различни страни. Најверојатно, знаете, во тоа време на минимална комуникација, освен символ, там требало малце повеќе знамето да говори. Дали затоа толку се обидували посуштествени пораки, да се стават на едно знаме и значења, како грбот кој е вистинска приказна. Од грбот можеш да читаш цела историја, кај знамињата. Овие знамиња, сите знамиња што се тука, спаѓаат во востанички знамиња. Така, во таа категорија. Категорија тоа се војни знамиња, но кои што се настанати востанички. Во смисло, секој го правил знамето како мислел, како го замислувал знамето. Значи, немаме поврзаност. Подосна, нели, војните знамиња веќе добиваат своја командна порака и веќе се строго определени. Така. Секој батальон или полк или како што е, веќе има стандарди, доека во станичките знамиња, оставете го за момент ова, тука ни беше представата, значи ова е прво знаме и ова отстапува од другите илинденски знамења, кај што го добиваме сонцето позади девојката, ако приметувате. Така. Може и да пробам да видам ако има и подобра резолуција. И да видиме дали ќе го најдеме. Мислам, да. Значи ова е реверсот од знамето. На аверсот има востаник, каде што сонцето поубаво се гледа. Видите, евентуално подолу, ако успеете да... Дали друга слика не дава. Добро, не дозволува да се иде. Да. Значи, овдека позади го сонце, гледаме сонцето. Изгревот на сонцето. И значи ова ни е прво знаме, 903 година, значи Кумановското знаме, каде што веќе почнува сонцето да се јавува како символ на знаме. Понатаму имаме 914 година со символот на сонце од Петроградското знаме, што е специфично за овие две знамиња, сонцето е во изгрев. Ние не го гледаме целото сонце. Така. Гледаме половина, односно четвртина од сонцето. И тогаш се вели дека сонцето е во изгрев. Па нешто така и сонцето, ако не се лажам, на грбот на Македонија. Да. Тоа е друга, можеме, веројатно понатаму во дискусијата ќе го спомнеме зашто е тоа така. И потоа прв пат всушност барање за македонско знаме, потреба од македонско знаме, се јавува 43 година. Кога Михајло Апостолски доаѓа во Македонија и треба да ги предводи македонските партизански единици, многу е битно да споменеме дека партизанските единици по дефиниција се воените единици на народите на Југославија. Значи, уште од самиот почеток, Југославија е замислена како федерација. И партизанските ознаки, она што е многу битно, се дефинирани како знамето национално со петокрака. Ја како што гледам овдека на Википедија е ставено од 44 до 46 со жолта петокрака наместо сонце. Тука тоа од 43 не се појави во пребарувањето. Значи ова е тоа што можеме да го збориме како прво современо државотворно, да речеме, некакво знаме. Ќе го спомнеме и тоа. Да, малце понапред. Значи која е позадината на ова знаме? Како сме стигнале до тоа знаме? Знамињата, ако се сеќавате на другите републики, освен Македонија, беа тробојки со петокрака внатре. Така. Тоа потекнува уште од 41 година. Значи, во советувањето во столица, каде што се дефинира партизанското движење, се дефинира како вооружени сили на југословенските народи и народности. И како символ на тие партизански единици е звездата петокрака и знамето на дадениот народ или народност. Така во Србија, например, партизаните треба да носат српската тробојка со петокрака, во Хрватска хрватската тробојка со петокрака, во Босна, каде што ги има и двата народи, одат со двете знамиња и петокрака. Додека за Македонија не се спомнува, значи во советувањето столица 41, но тоа е концептот. Разбирам. Кога доаѓа Михајло Апостолски, он си го поставува прашањето како треба да биде знамето. Значи ние
немаме проблем дека имаме петокрака. Него прашањето е на што ќе ја ставиме таа петокрака. Треба да имаме претходно национално знаме на кое што ние ќе ставиме таа петокрака, како што го прават србите и хрватите. На Илинденското ние го ставаме. И прашањето е Михајло Апостолски што си го поставува, какво било Илинденското. И ако се направи анализа, најголемиот дел од знамињата Илинденски се црвени. Имаме и зелени, имаме и црни, но најголемиот дел се црвени. И така, знамето на партизанските одреди, значи ова знаме, станува знаме на подоста на Македонија. Значи први ова знаме е знаме на партизанските единици. Значи Добро. практично и знамињата на сите републики во Југославија се знамиња на партизанските нивни единици. И ова обстојува некаде до 46 година, каде што со уставот од 31.12.46 година се дефинира оваа знаме. Значи, практично од 47 дека влези во службен весник, од тогаш го имаме оваа знаме. Добро. И ова знаме трае се до 11 август 92 година. Значи, ова е знамето под кое што Македонија ја добива својата независност и ја заокружува својата независност. Значи, ова знаме е до 11 август 92 година. Значи, ние сме веќе целосно осамостоени. Значи, тука се и македонските пари, JNA е замината. Ова знаме всушност е и првата воена ознака на Република Македонија. Затоа што униформите остануваат исти, сосема исти како на JNA, и ова се закачува на реверот од униформата. Зошто се трга од средината големата петокрака и се става вака од естетски причини или? Најверојатно. Иако е 46-та, вакви знамења у 43-та се појавуваат. Значи, најнапред, петокраката не е фиксна. Значи, се наоѓа и во средината, и се наоѓа во кантон. Значи, ова што сам рекол, значи, во првата четврт. Така. Горе, лево. Добро. И ова знаме трае до 92 година, кога се поставуваат прашањата за символите. И тоа е многу интересен еден момент. Државата решава дека треба да се сменат символите. Значи, во процесот на осамостојување, 91 година, почнуваат многу работи да се менуваат и Уставот кога се носи, 17 ноември, воопшто не зборува за грбот и за знамето. Едноставно, воопшто не стапува тоа на сцена како прашање. И затоа Уставот ќе се реши тоа со помош на закон и со двотретинско мнозинство во рамките на 6 месеци. Тие 6 месеци треба да бидат 20 мај 92 година, но разликата помеѓу Македонија и другите републики е што ние сме единствената што се осамостои под знамето на СРМ, односно, да, на СРМ, на НРМ, на СРМ. Додека Хрватска, например, таа го објавува знамето ден пред прогласувањето на независност. Исто и Словенија. Тие знаат дека која е суштината на знамето. Која е битна символиката на знамето. За жал, кај нас 91 година во декември е правена анкета помеѓу политичарите од сите партии за еден весник, каде што ги прашуваат за символите, какви треба да бидат. Сите се за конкурс, дека треба да има конкурс, општонароден конкурс, и никој не кажува какви треба да бидат тие символи. Односно, што треба да биде. Сите се тргаат на страна, само зборуваат за процедурата. Дека треба да има процедура, широка процедура, сите да земат, да биде и наше и ваше и така натаму. Почнува процесот, значи според уставниот закон кој што предвидува 6 месеци за донесување на символите, тие треба да бидат донесети до 20 мај 92 година. Се прави конкурс после тој период доаѓа, односно при крајот на тој период се прави конкурс за грб, химна и за знаме. Стигнуваат околу 4000 предлози за грб, за знаме. Има околу 400 автори, ама најголемиот дел одат со многу. За химната има помалце. Химната 3 предлози влегуваат уставно земено во втор круг. Едната е сегашната химна, денес на Македонија се раѓа, во аранжмантот на
Тодор Скаловски, пошто има уште еден друг аранжман. Понатаму е химна од Таки Хрисик и Да ни бидеш вечна од Александар Џамбазовски. И комисијата одма ги отфрла другите и останува денес над Македонија се раѓа. Прашањето за знамето, значи во конкурсот се додаваат 5 најпрви што се апликанти и потоа доаѓаат 3 апликанти. Сега можеме да ги погледаме ако сакат, ќе би било интересно за публиката да видиме какви биле дел од тие предлозите што стигнаат до последниот. Каде да го побарам тоа? Ќе се вратиме повторно на страницата. Вашата страна? Да. Хералдика, добро. Да. И во друг број списание. Океј, ова е бројот 5 од 2011. Нека стои, може би ќе се навратиме на него. Ние ќе одиме кој е 12 чинам дека беше. Број 12. Еве го. Добро. 12 или 13. Ќе ги отвориме едното и другото. Ете го, тука. Осврт за усвојување на државните символи на Република Македонија 92. Да. Еве, може ова, она што е најинтересно, значи предлогот за знамето, понатаму наречено од Кутлеш од Вергина, го дава Тодор Петров. Добро. Како предлог, кој што не учествува на конкурсот. Не учествува на конкурсот и ова е како тоа изгледало во 3 развојни фази. Значи, првото кое што е дадено е горното. На 1 јуни 1992 година, соодносот на краците и на дискот е поразличен. Потоа доаѓа следното, со поголем диск и на крај е она што е усвоено. 16-9. Не, 1:2. 1:2. 1:2. 3:2 е второто знаме. 3:2 е Да. второто, ова е 1:2. Да. Добро. Ќе се навратиме Кој работи на естетиката, дизајнот на ова? Чиф е предлогот и Тодор Петров. Тодор Петров е вербалниот предлог. Цртежот зборам, изработката. И тој го работи цртежот. И он го Го работи цртежот. цртежот. Сега, Да. тука имаме еден мал спор. Да. Мирослав Грчев вели дека и тој учествувал, дал некои насоки во Добро. знамињата. Добро. Тодор Петров смета дека тоа беа несуштествени. Како да е автор предлогот на ова се води Добро. Тодор Петров. Океј. Ова е вашиот уредувачки одбор. Да. Почит до сите вас. Можеме да одиме подоле или? Да, одиме. Може да го еве го, сега ќе свртиме понатаму, може побрзо ова да помине. Во ред. Да стигнеме до цртежите. До цртежите. Ова е текстот што Да, и вие го првиот предлог што го дава Тодор Петров, тој дава, значи конкурсот е завршен, резултати нема. Ништо не е, рокот е пробијан. Тодор Петров прв дава предлози. Дава предлог за грб, оној погоре што е, и дава 2 предлога за знаме. Едниот предлог е овој долу, а вториот е со сонцето од Кутлеш, подоцна наречено. Значи првата верзија. Со различни димензии, нема сега да ги замараме публиката со сите тие. Да, фрагментите. Да. Добро. Одиме понатака, тоа е тоа. И сега веќе почнуваат многу предлози кои што се базираат на лавот. Односно на предлогот тој што го видовме погоре, тоа е од Белградскиот грбовник 1620 година. Како најубав, најестетски. И веќе одат доста варијанти. Прашањето е дали да има текст, каков ќе биде текстот. И ова се веќе дел од предлозите. Значи, првин ги дава предлозите на 1 јуни Тодор Петров и дури на 5 јуни веќе излегуваат предлозите. Вратите назад, значи имаме 3 шифри. Ова е едната варијанта. Доаѓа во 3 различни бои. Златно сонце на црвено, црно на црвено, златно на црно. Истиот дизајн. Црно, Да, истиот дизајн, боите се менуваат. Ова се предлозите за знаме. Значи, зборуваме за тие 3 шифри кои што се определени како најдобри. Така, разбирам. И ова се предлозите за знаме со различните верзии на грбот. И она што е најинтересно од истиот автор, како? Како шванската. Да. Без символот Да. дека нивни грб. Да. Добро.
и односот црвен лав. Црвен лав на златна основа. Така. Одиме понатаму. Ова се веќе на Феникс 92. Тоа е Што на е тоа Феникс 92? шифрата. Шифрата, цело време се објавени само Значи под не шифра. знаеме кој стои за овие Знаеме, шифри. Ама формално добро, правно говорете. не знаеме. Формално правно не знаеме, Да. добро. И ова се предлозите за знаме, ова е белоруското знаме, Така. кое што сега доаѓа, ова се предлозите за знаме и уште едниот предлог е практично извадено од сегашниот грб. Адаптирана варијанта Разбирам. и овие се знамињата. Значи, Овде имало многу, како да кажам, out of box размислување со знамињава. Значи 4000 примери има. И сега комисијата се ги доведува до тројца, први до 5 автори, сега. Она што е битно, комисијата не бендисува ниту еден предлог. Добро. И дава да се направат ново сонце. Значи сонце да е, но кое што не било на конкурсот. Добро. И успеват, односно како најдобро го сметаат оваа сонце. 32 крака. Така. Значи 16 има основни и уште едно има 32, ова е на 16 и 32, да. Добро. Ова е на шифрата на Феникс 92. Добро. Тоа е Костадин Танчев Динката. Добро. Дизајнот, овој се прифаќа, комисијата оди со тој предлог. Сега, значи пратениците нон-стоп даваат предлози. Иако има комисија, иако има се, пратениците нон-стоп даваат предлози, еднаш ќе им ги одбијат, пак истите ги даваат. Значи има 40 и кусур предлози, од кои што ќе се сведат на 7. Значи во различни варијанти само ги даваат предлозите. Ова е прв единствен предлог кој што е со 10 ливчиња внатре. Другите се со празен диск. И понатаму што се случува, ова е Радка Димитрова, предлогот, Димитровска. Тоа е Фајк Абди, уште тогаш бара идеја само да се трни петокраката и да се стави грбот без петокраката на знамето. Така. Тоа е неговиот предлог. Во целокупното време, процес, Тодор Петров успева да ги убеди за знамето со 16 крако сонце. Разбирам. И сите го прифаќаат знамето и се договараат грбот да биде ваков. Значи, истата апликација од знамето на штит. И добива поддршка од сите партии, но непосредно пред гласањето, значи 41-та седница, тоа е 92 година, знамето се усвојува практично без коментари, 86 гласови. Грбот го тргаат на страна, затоа што има се уште компликации. Химната исто поминува без никакви... Има само еден амандман за химната, да се внесе Никола Карев во текстот. Добро. Отфрлено е едноставно од комисијата. И потоа согласноста ВМРО што ја има дадено за грбот горе, оној што е со 16 кракото сонце, и ја повлекува. Иако се договорени тоа доди како предлог, они се враќаат назад на предлогот со лав. Добро. Иначе би добил овој. Така. Седницата завршува, ништо не се случува со лавот, може ќе се навратиме после. Знамето, значи, е донесено на 11 август 92 година. 8 дена поминуваат во службен вестник, да помине, нели? На 20 август е истакнато знамето на собранието и на граничните премини. Во тој момент Грција веднаш следниот ден ги поставува фамозните табли, каде што се со сина основа и бело сонце, истото сонце, и каде што пишува во круг Македонија и Грчка. Значи, и од тој момент, значи, практично со донесувањето на ова знаме, започнуваат проблемите со Грција. Најнапред благо, па потоа почнуваат се Порадикално до порадикално до блокадата. Значи, ќе фатат 2 години до блокадата. Како хералдичар и како, познавач, како се вика ова символиката, вексилологијата, дали грците го користат овој символ на сонцето од Кутле? Што бе објаснувањата тогаш, дали паметите,
Дека Киро Глигоров им го украде символот. Тоа е првото на министерот за Што велат надворешни работи. на Грција. Да. А врз основа на што они го датираат дека они, пошто не го имавме сретнато тоа нивно сонце од Кутлеш, на страна грците. Кое беше објаснувањето ние зошто треба да го користиме ова? Ајде да се... Ако паметите. Не, апсолутно да, тоа ми е делот од експертизата. Значи, прашањето на сонцето е како символ. Значи, треба првим да разбереме неколку работи кога станува збор за символи. Така. Значи, символот во својата најрудиментирана форма има два моменти. Едниот е знакот и вториот е значењето негово. Сега, знакот може да биде ликовен, може да биде вкус, мирис, било што. Додека значењето не мора да биде когнитивно, може да биде емоционално, религиско, чувство, значи нешто кое што ве потсеќа на нешто друго, наједноставно кажано. И сега кога зборуваме за сонцето, сонцето како символ, како носител на символ, низ историјата е многу често среќувано во Македонија. Значи, почнувајќи од, да речеме, од античка Македонија, се наоѓа на пари, на штитови, на разни предмети. Значи, ние сонцето го имаме многу, но во целиот тој период не се восприема како символ. Дури 77 година, со откопувањето на царската гробница во Кутлеш или во Вергина, овој облик на сонце веќе почна да се подига како символ. Не дека го немало претходно, значи ние го имаме на многу места. Го имаме во неколку цркви, го имаме во разни архефакти кои што ние ги имаме откриено, но едноставно се земало како декорација. Има сонце. Кога настанува проблемот, значи 77 година почнуваат ископувањата. Калската гробница и овој символ е оној символ што се наоѓа на еден од капаците на саркофагот кој што се претпоставува дека му припаѓа на Филип. Во Пела. Во Кутлеш, да. Во Кутлеш. Да. И сега фаќа малце време, значи од 80-та година негде веќе станува јавно. Неколку години треба дека се отвори изложбата таму и од тогаш веќе почна да се перцепира како символ. Всушност, ова како символ ние прв пат го гледаме дури 87 година при протестите што се во Њу Јорк. Значи, каде што доаѓаат од Америка, од Канада, има и од Австралија, веќе тој прв пат го гледаме, ова знаме го гледаме 87. И потоа го гледаме веќе во диаспората се повеќе и повеќе, 87, 88, 89 година. Тоа знаме во Македонија прв пат се јавува 90 година на протестите организирани од Светскиот македонски конгрес со блокада на границата во Грција. Значи пролета 90 година. Тогаш прв пат се јавува на македонско тло. Претходно го има. Значи тука веќе прв пат користено. Значи претходно и други луѓе си го носеле, што биле во Австралија, што биле во Канада, си го носеле за под дома. Ова е прв јавен настан организиран каде што се употребува ова знаме. А грците почнуваат да го употребуваат дури откако ние ќе го усвоиме. Да. Значи, хералдички, вексилошки немаме ние никаков проблем, затоа што нашата комбинација на бои е златно на црвена основа. До толку имам разбрано дека два потполно исти символа, ако се со различни бои, е огромна разлика. Апсолутно. Како, например, нели, в 90-ти години за лавот се тогаш во тоа политичко препукување било бугарски, но златен лав на црвена основа и црвен лав на златна основа, со предната нога напред, задната назад и обратно виз верса, и такви ситни детали во символиката и во хералдиката и воопшто во вексилологијата, огромна разлика. Абсолютно. Дали сум во право? Апсолутно. Така да, значи они можеа слободно си го користат истиот символ, дали златен, дали сребрен на сина основа, ние да си го носиме на црвена и нема како проблем. Данска, Норвешка и Шведска Апсолутно. кои го имаат знаме со Исто, крст, да. но со различни бои.
но разликата е огромна. Да, ама значи Значи, кога грчкото државно знаме би било сонцето од кутлеш, нивно, бело со плаво, а нашево црвено со жолто, е потполно различна работа. Апсолутно, но Ви тука благодарам веќе за појаснувањето. Да, но тука веќе друга беше работата. Добро. Можеме после тоа да се навратиме. Веќе тераме, ја би сакал некако да го дотерам овој првиот дел, 45 минути зарем. водиме. Да. Во ред. Ја ви реков дека како офра сум вака Да. ги Значи, опуштам. Да дојдеме до ова, да, доискажете се за во ред. знамево, Значи, ве молам. знамето грците веднаш почнуваат со огромна кампања дека тоа е нивно знаме, затоа што нели терминот Македонија во Грција до 87 година се избегнува. 87 година, кога веќе почнуваат процесите на распаѓање на Југославија, тие почнуваат веќе да го вклучуваат. Добро. И Спорот. доаѓаме заради спорот ние Доаѓаме до 95 година. 95 година 95 година се веќе договорот за да. Да, ова е грчкиот Да. грчката верзија, Да. што само суштински по себе е огромна разлика Апсолутно. заради сината основа. Апсолутно. Добро. Но Добро. кај нас малце разбирањата се поинаки од Поинакви. Данска, Норвешка. Многу убаво го кажавте. Во цивилизацијските Да, достигнувања. браво, Така, господине. и ова е фактички символот на спорот, знамето. Така. 95 година, кога веќе треба да се смени знамето, односно да се потпише времената спогодба, тогаш владата тајно го ангажира Мирослав Грчев да изработи знаме Да. за новата. Говорете го. Може вие. да го вратиме Не, само- Ќе го вратиме знамето само. Не, другите предлозите. Дајте некој, Во ред. сакам нешто Во друго ред. да побарам. Во ја. ред. А, Значи, дава нарачка до Мирослав Грчев да изработи знаме. Во тој процес трае во неколку фази. Првин доаѓаат 12 различни концепти на различни видови сонца и на крај стигнува до сонцето со дивергентни зраци. Ќе ми дозволите ја Во ред. малце да прогуглам додека вие зборите, вие ќе бидете у кадар. Добро? Слободно гледајте накај камерата, затоа што сакам да се Во надоврзам ред. за ова. Повелете. Да. Значи, доаѓаат тие предлози. Во текот на потпишувањето на договорот во Њујорк во септември почетокот, како последен датум за прифаќање на новото знаме, се дава 5 октомври во тој распоред и знамето на 22 септември се прикажува, се објавува новото знаме како предлог и за несреќа, нели 4 октомври е атентатот врз Киро Глигоров. Седмицата која што е на 5 октомври, веќе од претходно договорена, знамево се усвојува у 2 секунди. Гласаат 110 пратеници и што е многу битно и припадниците на албанската заедница во Македонија исто гласат за тоа знаме. Тоа е еден доста битен момент за подоснежното сваќање на знамето и знамето подосна до крајот на октомври се развеува, прв пат македонско знаме се развеува пред Обединетите нации. Океј. Знаете што се обидов? Се обидов да најдам инспирацијата за ова знаме, наводно ја имав најдено на некој археолошки наод на камен. Оваа форма исклесано, не бои нормално, некаде кај Говрлево или слично. Дали се имате сретнато со некаков стар символ ваков? Ова е Затоа што Грчев се обидуваше да го одбрани, кое ние после вулгарно го нарекува вентилаторот и така натаму. пропелерот, вентилаторот, заради навистина многу погрубата естетика од сонцето од Кутлеш, која има една органска убава заоблена форма, која естетски е, стварно едно беше, мислам дека и во тоа време кажа дека е едно од најубавите естетски знамиња. Па сега кажуваат за ова дека е едно, значи сега на и за ова, различни, да. не Добро. сега, веќе години, а идејата значи сонцево кое што се наоѓа на македонското знаме е едно од генеричките сонца. Така? Значи тоа е класично сонце со дивергентни зраци. Значи има 6 типа Еве. на, да. Има 6 типа на сонце. Еве го тоа.
Да, еве го тоа што е најдено, овде е колоризирано. Наварно е колоризирано. Значи, ова е најдено близу Скопје, во Говрлево, уклесано во камен, наводно 8.000, тоа ја би го земал со резерва. со резерва. Еве го како изгледа каменот и исклесаното сонце, кое наводно му било инспирација на господинот Грчев за да направи. Се сомневам. Но, чисто да се сомневате, бидејќи таму политичка, а не естетска и некаква. Да, се сомневам, значи тоа е едно генеричко знаме. Така. Значи нема некои посебни специфики, но е многу добро направено. Значи прашањето на знамето, значи ние во основа, хералдички гледано вексилошки, ние не го сменивме знамето. Имавме златно сонце на црвена основа, добивме златно сонце на црвена основа. Но на понижувачки начин. Тоа е веќе друг момент. Да, добро, да не ве наведувам во политика. Како символите, тие се истите символи. Значи сонцето што значи во првото знаме, значи и во второто знаме. Тоа е сонце, но е различен тип на сонце. Потполно ве разбирам. Сега веќе е друга варијанта тоа, која што не е проблем, можеме да отвориме и таа тема. Вие знаете со време, па вториот дел дали би иделе со знамињата или со грбовите или со историски, така што мене ми е се уште интересно. Тука би сакал само уште две работи кои што се многу клучни во целата приказка. Оригиналното знаме на Грчев не е ова. Да отворам кај вас? Да. На вашата... на статијата негова што е. Понатака уште. Добро. А како дојде до... Освари во другиот гласник. Во другиот гласник, добро. Ете тука. Подолу. Добро, одиме, бараме. Ова се гласниците од страната heraldika.org.mk. Еве вака изгледа, ова е еден од цртежите. Така. Рачните цртежи. Што е разликата помеѓу двете знамиња? Соодносот на страните. Овдека е златен пресек на страните. Познат ми е златниот пресек, еден како клучен во тоа е мое, значи во архитектурата. Особено Грчев многу го нагласува во сите негови понатамошни. Многу го ценат тоа. Значи ова е во тој просек и понатаму она што е многу што е битно од вексилошки аспект, зраците се споени. Ова се неколку од верзиите. Значи сите, значи дивергентни сонца најчесто се со споени зраци. Така, овдека се споени зраците, на дискот. А овдека се раздвоени. Значи разликата помеѓу Грчев раздвоени, имаме празен простор. Разликата помеѓу ова знаме и Грчев е во пропорцијата. Така. Значи овдека имаме златна пропорција. Опс. Додека другото е 1:2. Тоа го расипува концептот на знамето. Така. Затоа што пополнетоста, аглите помеѓу зраците се изместува. Другото знаме, кое што е во златната пропорција, дури да го сецнете во коцка, пак ќе остани во пропорција. Одете подолу. Мислам дека ги има. Понатаму. Овие се првите предлози. Он испитува со сите типови на сонце. Еве го, фактички неговиот предлог со пропорциите. Со златниот пресек. И со конструкцијата на зраците, кој што е малце комплицирана. Сметате дека е ова добар предлог? Вака и геометриски? Да, подобар. Дефинитивно подобар. Како тогаш се усвојува оној предлог? Веројатно корекцијата е на динката. Значи, он од овој го прави другиот дел. Значи, ги менува пропорциите 1:2 и го става тој обрач, да речеме, ги одвојува зраците. Да. И значи од 5 октомври 95 година, точно пред 25 години, ова е знамето на Република Македонија. Ова се тука статија за како се употребува знамето. Ова е дури и каде, како да стои во тоа е пропишано со протокол. Да, пропишано со закон. Законот за употреба на знамињата. Овдека споредуваме и новите знамиња на новите држави. Во тој момент, еве друго сонце. Така. Чисто да видиме. Што збори историјата? Ова се грбовите, знамињата на општините. Сонцето е најчест символ.
но веќе друго не постои како опција, како знаме, и македонска каменица го имаат сменето, но има доста општини кои што имаат сонце. А македонска каменица го има тргнато. Да, така? малце погоре. Да? Значи аеродром е него горе во Челенката, сонцето, Бутел има, Ѓорче Петров, сонце, Новаци. Значи најчесто употребуван символ во македонските општински грбови и знамења е сонцето. Илинден, Кривогаштани, во различни форми. Но сепак најчесто користен символ. Крушево уште го користи она Да, оригиналното. Росоман, Сопиште Да. и така. Многу убави, многу корисни податоци и пред да направиме една кратка пауза за ова прекрасно предавање, навистина многу убави интересни работи, но не возбудивте да идеме и во вториот дел кај што ќе идеме и воопшто. Кажете ми, кога се јавува историски, колку ви се познати работите, првото знаме? Кое е првото знаме во историјата на човештвото воопшто? Значи, кога И зборуваме... зошто знаме, например, и така натаму, и што е првиот добро, и надоврзете се, што е првиот символ? Дали е знаме, дали е грб, дали е... Значи, што? знамето е малце покомплексно, затоа што знаме, ние денеска под знаме подразбираме платно. Почетоците на знамињата се вексилоиди, тоа се всушност палките на водачите племенски, кои што се украсени со различни метални или коски или останати работи, и се кажат вексилоиди. И тие се всушност символ на почетокот, символ на моќта, символ на, како што е царскиот жезал, например. Тоа е идејата за знамињата најнапред. Еве го. Значи, ова е првото историско знаме најдено во Иран меѓу првите. 3000 години пред првите. Пред Христа. Да, со тоа што значи со тоа што не е платно, метал е. Метал е, така. Така. Значи платното веќе влегува во Римската империја. А така. Да. Значи претходно се овој вид на вексилоиди, значи стапови на како римските легии што ги имаат. Претходно со разно знаци. Морам да признам. Тоа е основата. Да? И потоа веќе тие знамења се први фактички на коњицата римска, веќе почнуваат со платно. Така. И од тогаш натаму почнуваат знамењата да се прават, особено тука имаме влез на свилата, кој што го прави знамето да види полесно, поубаво. И тогаш веќе знамењата почнуваат да стануваат по користени. Иначе, нели, сега кога знамења се користа, се зна, значи, Морам само да ви признам дека од денешен аспект, не сум познаваш далеку од тоа, спрема вас, но естетиката на римските знамиња, SPQR, со символите, зборовите, со орелот, со севкупната естетика, до денеска се вечни инспирации. И можам да признам дека ова денеска да го извадиш, исто така делува спектакуларно добро, мислам. Ке се не знам, тоа е барем мое некое мислење, дека оваа естетика е навистина едно од ненадминатите. Не зборам самите символи, него во Рим на кое ниво тоа го довеле. Апсолутно, затоа што сепак... Не зборам заради орелот или... Но самата символика, нели, стрелите кои ги држи орелот... Тоа е фашио, фактички. Фашио. Тоа е врзопче со секира, практично. Со секира, да, а фашио зборот фешен или унисоно? Не, фашио доаѓа фашизмот, доаѓа токму од тој символ. Да, ама како оружје. Да, како фашио значи униформно, нешто што е исто, составено од исти делови, и фешен зборот доаѓа од таму кога ние се облекуваме по фешен. Истиот корен го има. И тоа не знам, не ми е познато. Ова мене ми е познато. Постоje веќе во сегментот јадење бурек. Да. Прекрасни 60 минути, да направиме кратка пауза, па ќе продолжиме разговорот. Имаме и вашиот документарец кој го имате снимено, со кој ќе го илустрираме и од кој ќе го продолжиме разговорот понатаму. Во ред. Се враќаме веднаш по пауза.